Здраво, другари, здраво, другарки. Ме нема прилично со видео снимање, периодов ми беше така малце турбулентен, али собирав некои информации и денеска мора да ги презентирам во однос на нашите закони. Да видите дека нашата држава не стои место, ние сме многу напредна држава. Дури некој се чудам и сме понапредни дури од Швајцарија, од Германија во однос на многу работи. Иако тука изгледа дека све ништо не функционира, дека ништо не се воведува, они си имаат агенда, значи им ја дадена таму од Америка, од Сорос, од Морос, се е дадена таа агенда и они спроведуваат закони, само што не знам како тотално ќе испроведат, али мислам они се изгласани, како ќе се спроведуваат сите работи што се изгласени во тие закони, стварно не знам, али морам да кажам дека прилично се движиме кон дигитализација и кон контрола. Значи тоа мене што највише ме сасека е контрола, ама народот не се замара, они не ни знаат дека постојат вакви закони, а може да се најдат лесно на интернет. Мислам не баш толку лесно, ама ако знаете дека следи дигитализација, знаете дека ќе има нели социјални кредити и све такво, може да се најдат закони во однос на тоа и некои акти и што прават од банки. Значи, исто можете да пишете и на Gemini. Сега Gemini може да не открие многу работи, па потоа ќе треба вие да рошкате на интернет. Ама секако ќе ви каже каде би можеле да пребарате и прочитате поише. Интересно е, само да видам ова. Еве ова закон, указ за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за електронски документи и електронска идентификација и доверливи услуги. Нели знаете они дигитално ID сака да поведат, све да биде дигитално, значи да нема возачка хартија, не мислам во пластика, да може одма да го проверат. И за тоа ќе правеле они исто дигитален новчаник. И сега некој ќе каже, слушај, може ќе биде децентрализиран. Тоа апсолутно не го чујам. Ќе биде децентрализиран, тоа ќе биде тој новчаник централизиран. И овие закони мислам дека никој не ги ни објавува дека они менјаат прават ово, она сами треба да наоѓаат што прават. Само да отидам, имам многу забелешки во однос на законов. Прво, само да најдам сертификација преку гранично впарување. Еве правеле нешто пристапност за лица со попреченост, значи за нив ќе има. Нема проблем. Ќе прават како бидат пристапни за стари лица и лица со ограничен пристап до дигитални технологии согласно закон, што не знам кој ќе ововедува тоа, што на телевизорот ќе им се прикажува дигиталниот волет, ама стварно не знам што да кажам. Вајде си има некој глуп план, затоа што ја не верувам во добар план, особено во држава каде што 99% што работат се полуписмени и неписмени. Фала Богу дека има 1% што се писмени, али особено овие што ги воведуваат вакви некои закони и технички решенија, стварно мислам немам зборови. Што сакав да видиме од овој закон? Еве, дигитален паричник, гледате, физичките и правните лица може да ги користат електронските услуги кои ги обезбедуваат институциите од јавниот сектор или природниот сектор со употреба на дигитални паричници. Значи, они ги се најдат некој издавач, државата нема го издаде, туку државата ќе му даде на некој издавач, тој може да се регистрира, па не знам какви закони подлежи, па подлежи на одговорност, па ако се загубеле податоците. Мислам, некој да ми ги загуби податоците, дигиталните податоци каде што целиот мој идентитет нели се прикажува на тој податок, да ми го загуби, и особено ако има и биометриски податоци, ја знаеме тука дека север безбедноста е нула, значи нула, буквално нула у цела држава. И некој ми ги загуби и после вика парично ќе бил казнен. Што пари ако може мене да ми искористат за криминал? Мислам, ненормална работа, го читав законот, немам некоја парична казна, па финансиски, па ако се дури напишано во законот, само ќе треба го најдам, на 2 години се правило тест за ранливост, за откривање на ранливости. Само да видам, не знам каде беше точно. Не знам каде беше точно сега. Не знам дека не ги обележав, го читав ова, али имаше на 2 години да се испитуваат ранливости, и ако се открие во рок од 3 месеци. Тука дигитални работи, значи цел идентитет ќе ти се наоѓа во дигитален паричник, и он не вика во рок од 3 месеци. Мислам, кој го пише овој закон,
Толку, значи би го вратил прво оделение, прво да се обучи, па понатаму да види што може да се прави со податоци. Очигледно некој неписно го правил во однос на сайбер безбедност. Значи, кога ти украден на тебе податокот, тоа е за нигде. Па се пријавило, не знам, агенција за заштита, за не знам што. Ја прв па слушам дека еве не е агенција за заштита. Кој знае дали функционира таа. Али поентава што им беше, гледате дигиталниот паричник ги обезбедува следниве функционалности: безбедно барање, добивање, избирање, комбинирање, складирање, пришење, споделување и презентирање податоци за идентификација на лицето, вклучително доколку е применливо комбинирање на овие податоци со електронски потврди на податоци, да се потврди нивната автентичност на засегнати органи во онлайн и каде што е соодветно во офлайн режим, со цел корисникот да пристапи до електронски услуги под единствена контрола корисникот. И они ностоп го споменуваат ова. Единствена контрола на овој новчаник ќе има корисникот. Значи, кога работите ви седат на сервер, контролата не е кај корисникот. Мислам, тоа да се разбереме. Да се разбереме дека контролата не е. Ако он сака мене ми забрани, не можам ја више да отидам во банка и да прикажам лична карта, ќе ми забрани, нема да можам да отидам во банка. Или, например, ако сакам да излезам од државата, која нели сум зборал нешто против државата или не е битно, ќе ми забрани, нема можам да излезам од државата. Со дигитално, ама битно, вика, во единствена контрола на корисникот. Да, ама не кажуваат која е скриената работа. Значи, ова катастрофа, ако читав цел закон, мене ова уопште не ми се свие. Уопште. Вика, интерфейс да ги поддржува протоколите за издавање податоци за идентификација лица, квалификувани и неквалификувани електронски потврди на атрибути, квалификувани и неквалификувани сертификати во дигитален паричник. Дигиталниот паричник. Ја замислете, денеска ми излезе во Европа дека нешто исто имале они некој дигитален паричник и уствари им го исхакирале и добиле пристап до податоците на корисникот. И тоа некој ептен некој баг што мало дете може да го открие. Сега замислете они каква заштита имаат во Европа, што нели еве да кажеме дека се попаметни од нас, иако ја не мислам дека е така. Ама ако земе дека се попаметни, замислете ние каква заштита ќе има. Катастрофа не вида. Катастрофа. И уште безбедна регистрација на корисници со употреба средства за електронска идентификација. Што да кажам? Само да искролам, знам дека имаше за cyber security нешто пишува. Листа на сертифицирани, како ќе се сертифицираат устарена например која листа? Нарушување на безбедноста на дигитален паричник. Гледате го. Во случаите кога е нарушена безбедноста на дигиталните паричници, технолошки средства и стандарди за валидација од член 20 став 4 од овој закон или шемата за електронска идентификација според која се обезбедуваат дигиталните паричници или се компрометира на начин што влијае на нивната веродостојност или на веродостојноста на други дигитални паричници, издавачот на дигиталниот паричник е должен веднаш да суспендира обезбедувањето и користењето на дигиталните паричници се до отстранување причините за нарушување на безбедноста. Абе, овие дали се нормални, значи што пишуваат? Значи, вика ако се компрометирани, вика готово да се суспендира обезбедувањето и користењето на дигиталните паричници. Па мене ако ми ги украдат податоците, они после џабе и никогаш да не го возможат паричникот кога податоците ги има некој друг и може да ги употреби. Мислам, ова е ненормална работа. Ненормална работа. Особено кога знам дека cyber security е на нула ниво овдека, мене ова ми е за нигде. И еве го што го кажав, доколку нарушувањето безбедноста определено од ставот 1 на овој член не се отстрани во рок од 3 месеци од суспензијата или во случај на сериозно нарушување на безбедноста, издавачот на дигиталните паричници ќе ги повлече дигиталните паричници. И што ако ги повлече? Што ако ги повлече податоците дека ми ги нема? Еве, издавачот дигитален паричник е должен да ги информира корисниците на дигиталниот паричник, што не верам дека тоа ќе се деси, затоа што тоа ќе биде катастрофа. Замислете да ви обезбедат еден дигитален паричник, така што ќе имате дигитално ID, возачка и ви украдат податоците. Само ви украдат, има големи реперкусии. И овие да излезат да кажат, слушај, ние ги изгубивме податоците, тоа е за 2 милиона луѓе, податоците се сега у рацете на некој хакер. Замислете. Мислам дека треба да западат државата после. И сигурно дека нема ви известат. И вика, за сегнатите страни министерството, веднаш на не подоста 72 часа од настанувањето на нарушувањето безбедноста. Значи 72 часа, значи ти уживаш. 72 часа, они ќе ти известат битно. После 72 часа, може и да не ти известат. Ќе кажат дека ти известиле.
дека кој е централизирано нешто, ја може да кажа, па ние му пратиме нотификација дека му се украдени податоците, сега на него што не му стигнаа, ние што да правиме? Еве, се засегнати лични податоци, издавачот на дигитални парички должен веднаш до не подоцна од 72 часа од настанување на нарушувањето на безбедноста да извести Агенцијата за заштита на личните податоци. И шо ако ја извести? Шо ако ја извести? Мислам, ова, тука катастрофа. Одговорност на издавачите за дигитален паричник. Издавачот на дигитален паричник е одговорен за штетата која настанала како последица и од непоставување согласно од овој закон, ако штетата е предизвикана намерно, од небрежност или од пропуштање должно внимание, согласно прописите од областа на облигационите односи. Треба да биде осигурено штета или да обезбеди финансиски средства. Согласно овој закон за одговорност за штета од употреба на шеми за електронска идентификација. Финансиски средства. Па мене ми ги джапнат податоците и некој да ми каже, слушај, ети 10.000 евра те обештетувам. А некој може да ти го заеби животот со податоците. Мислам, јавно што го знам, нема збора. Ова, користење на европски дигитален паричник за дигитален идентитет. Уште ќе го спајале, значи, овој новчаник ќе може да се спаја со странски документи, па ќе може во странство да се да те идентификуваат исто, да гледаат према што си права, значи приватност нула приватност. Нула. Ова ви е законот. За доверба на дигитален паричник. Лудница. Превентивни мерки за сайбер безбедност. Издавачите на веб прелистувачи не сме вметнуваат дополнителни барања за сертификати за автентичност на веб страници, освен барања определени со стандарди кои треба. Добро, ова е за веб прелистувачи нешто. По исклучок, само да видам. Пишувале, и они не знаеле што пишуваат. И мора се навратам, мислам, да отерам само законов. Ќе донесам после друг закон да видите што се дешава. Они сакаат да воведат оваа апликација, OneID. Целта е оваа апликација, не знам од кој беше направена апликацијава од Kips, мислам дека беше, и се NextSense, мислам дека беше. Да, од NextSense. И со оваа апликација иначе може прво се повлечете кредит без да одите во банка, значи се регистрирате со ова, ставате лична карта и можете преку оваа апликација да аплицирате дигитално да земете кредит и од кој ќе го земете кредитот, нели? Вакво само подпишувате со апликација, ви готово земен ви. И не мора да одите во банка. И некој каже, слушај, топ решение, да, топ, ако се користеше само за тоа. Ама они ја планираат за лудница. За тотална дигитална зандана, што ви кажал јас. Вие кој ќе видите, врзувате биометрика, дигитален подпис, лична карта, све у еден систем ставате, што е централизиран, и вие сте анонимен нула. Значи анонимност, толку, крај. Уште па кој ќе направат од град у град да отидете за да кликнете, знаете каде се. И за тоа се камерите исто, за тоа се ставаат. Например, за не мора вие да се кликате, по регистарска таблица ќе знаат вие каде одите, што прете, што какво. Значи приватност нула. Ама народот кјути, слушај, добре, па нема да возат брзо. Како нема да возат брзо, бе? Па како мене една камера ќе ме спречи да возам ја брзо? Има ли уште сообраќајки? Има. Како ќе спречиш ти да возиш брзо? Со закон се спречува, не со поставување на камери. Закон и казна, пример, 50.000 евра. И нема да возат после брзо, затоа што ќе биде огромна казната. Они ставаат камера, ама слушај, па Белки он нема да вози брзо. Па тој ако будала ќе вози пак брзо. Еве моторите што ги спречат, тротинетите што ги спречат. Ако е толку за безбедноста на народот. Глупости. Нема што да кажам. Комерцијална банка, тоа сакам да кажам, електронска идентификација имате. Со OneID, бам, можете без посета шалтер цел свет на финансиски услуги. Они овдека ќе тестираат прво апликацијата, па потоа ќе стават и лична карта, све.
One ID, после нема да имате, телефонот ќе треба носите, си испразнат телефонот, другар, напуни телефонот. Ево, они си имаат и страна. Ево, Тутунска има, мислам дека повеќето банки имаат. Со One ID може, мислам, некои документи све ја подпишувате преку него. Што да кажам? Катастрофа. И потоа ќе бидете следени. И све ќе биде запишено, и затоа што е централизиран систем, сега ја не ќе многу навлагам во теорија на заговор, ама може да направиме дека ти си правил глупости, дека е централизиран систем. Како ти ќе докажеш, ама слушај, ја не сум правил. Па, по тебе те пишува, бе, како бе, не си правил. Катастрофа. Катастрофа. Ова исто сега да го видиме. Дека некој ќе каже, бе, слушај, не бе, вика, па тоа дигитално ID, вика, само ќе има тоа, друго ништо нема да има. И дигитален денар ви спремат, и тоа ќе го има. Значи, све комплет. И ова е најако. Ова е, само видам, закон за... Не, ова е за дигиталното. Закон за климатска акција. Значи, они воделе закон за климатска акција. Што е сега законот за климатска акција? Вика, воведува обврски за следење на емисии на стакленички гасови. Значи, ние сега што загадуваме, што правиме, ама битно, они имаат закон, имаат све, ама усија во Скопје вика, во рамките, затоа што добиваат кешче. Они во рамките, ама битно ние ќе воведуваме за следење, известување, не знам што. Гледате го ова, со овој закон се воспоставува механизам за следење и известување за емисиите на стакленички гасови по извори и отстранување преку абсорбенти на територијата на Република Северна и други информации релевантни за климатски промени во натамошниот текст механизам за следење и известување. За кого како? Ако не си усија, тебе ќе те следа, значи ќе биде после, туша овој загадува, не знам што, не може толку да произведуваш. Значи, еве го, законот го носат. Законот го носат. И после, ќе има бюрократија, ќе треба ти нормално да го опишеш процесот, па не знам колкава енергетска потршуваш, па како трошиш енергија, па не знам што правиш, па дали е од зелени извори, дали не е од зелени извори. И со овој закон ќе ти воведат, ти чао пријатно. Ама битно механизам за следење и известување имаат. Ова ми беше најкритична точка. И што значи ова? Значи, со ова, понатаму, сега е само за фирми, понатаму ќе биде и за луѓе, значи ти кој ќе купиш на прва дизел кола, ама вика, многу зарадуваш, карбонски кредит ќе имаш, карбонски пасош. Сега е само за фирми. А крајната цел е следење на индивидуален карбонски отпечаток. Например, пушиш цигари, вика, пушиш цигари, значи загадува ваздухот, плюс се труе, па поише на лекар ќе платите, па, значи све е врзан, Ќе ви кажат и што да јадете. Например, ама слушај, јас сакам месо, не може месо, па месо не е добро за срце, па крвти садови. Ама јас сакам да јадам зелка, ама зелката, вика, се произведува не знам каде. Не знам, расте во таква почва, па таму е загадено, па тој дека не знам како ја произведувал, како наводнувал. Значи, за све, карбонски пасош, одлично. Ќе донесат рестрикции и дополнителни даноци, нормално ќе си плаќате. За непослушните потрошувачи. Значи, нема да слушаш власта, ама слушај, власта кажа дека треба да се возат електрични коли, не, ја ќе возам бензин, ќе платиш, другар. Сакаш на бензин, ќе платиш. Платиш, чао, пријатно. Ама слушај, ја на дрва сакам да се кријам, немам за струја, знаеш, не може да платим, ама загадуваш ваздухот. Сите ги загадуваат, освен усје. Дека они имаат дебело да платат, и вие да имате дебело да платите, и вие нема да платите. Мислам, нема бидете казнети. Мислам, ќе биде гајле, ќе бидете казнети, ќе биде гајле. Идеме понатаму. Само да видам, до кај сме да видам. Лудница ќе биде. Значи, со ова што сакаат они да го воведуваат, мислам, они више го воведуваат, така да ќе биде луда работа. Само да видиме, имаше други работи што сакам да ги гледам. Да ги гледаме. Еве го.
Вика некој ќе каже, напрво вика што е тоа ЕСГ, вика прашалник. Environmental, Social and Governance. Така се вика тоа ЕСГ прашалник и се воведува од 1.4.2026, значи пред 15 дена си го имаат воведено ова за сите компании, мислам дека така беше. За сите компании например што ќе сакаат да земат кредит и ќе мора да го пополнат тоа прашалник. И зашто е овој прашалник? Рейтинг на подобност. Систем за бодување на однесувањето. И сега е само за фирми. И со ова ќе ви го воведат социјалниот кредит. И она, кажи го, социјални агенди, некој па како треба ти да се однесуваш, па дека не треба да одиш по дискотеки, ќе треба да одиме по, не знам каде, они кај што ќе ни кажат, како одиш дискотеки, па ти не ја следи социјалната агенда на власта, па може детето нема да сакаш да го носиш у школа, па социјален кредит, па помалце, па нема можеш да патуваш после, камата ќе ти расте, па целосна забрана за кредит и така натаму. Се е само за фирми, значи сега они следење, знаете, социјалниот личен кредит, па дали имат и зелени трендови, па не знам што. Тоа си го воведува и нашата берза, мислам дека го има. Ова мислам дека водиш за ESG известување. Значи македонска берза, нашите фирми мора да пополнат таков прашалник. Треба да ги известат, значи они, гледате, мора да се види каков е нивниот социјален кредит на фирмите. Мислам дека во Европа дури се гледаше за да влезеш во некој индекс мора да исполниш тамо зелена агенда, не знам што. Значи, еве и ние се движиме натаму. Иш да не се грижите, еве и ние сме на прав пат. На прав пат. Еве овие од Македонска банкарска асоциација, најомрзената моја асоциација у цел живот, мислам у цел свет. И они направиле, гледате, со Американската стопанска комора во Северна Македонија, одржа презентација обуки за пополнување на новиот ЕСГ прашалник. И од сега фирмата која ќе аплицира нели таму наменета за компаниите од реалниот сектор. Добро, тоа ќе биде и за луѓето понатака. Дека нели исто кој ќе отидете прво да земате кредит, ова е нели како информативно, па можеш да лажеш, па не знам нели дали си пушач, нели ако ако земаш кредит со осигурување, па дали си пушач, па не знам, па дали вешпаш, па дали вакво, дали такво, те прашуваат. Тогаш нема да прашуваат, затоа што све дигитално ќе видат и дали си пушач, и дали си бил на лекар, и дали, не знам, те боли да не кажам. Значи, за све ќе гледаат они. И после ќе пополнат ЕСГ. Вакво, вика, социјален кредит имаш малку, ќе плаќаш многу поголема камата, или може да не ти даеме кредит. И за тоа ќе биде ЕСГ. Одлично. 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 Ова исто забавувам. Фонд за иновации и технолошки развој, знам ова ФИТР има такви некои грантови што мислам сега може да аплицирате нели за соларни панели, за клими, за паметни броила, па не знам, па со системи споени па вика тоа дигитализација, па нема да има човек да дојде да исчита, па не знам што. Па одлично, значи луѓето ќе немаат работа. Значи да ви го спојам филмот, луѓето ќе немаат работа. А понатака, значи што ќе биде кога ќе имате ниски социјални кредити, па вика, вакво нема да се грееш. Вика, многу си бил лош човек, они ќе те категоризираат, вика, нема да се грееш сега. Ќе ти исклучиме затоа што ти дигитализиран и само бам, со еден клик ти исклучувам дома немаш парно. Или например во состојба, во кризна состојба, например као нели овој месец и пол со Иран, ама електрична енергија, па ние сме зависни, па чекај, бам, нема да се грееш ти сега, па ќе штедиме енергија. Како вика она Урсула фон дер Лајен. Вика, значи, најефтината енергија е таа, вика, енергија што не се користи. Баш деновиве, мислам дека излеза тоа, или денеска може и да беше. Најефтина е таа енергија што не се користи. Па добро, дај да исклучиме све и да не користиме ништо. Ете, значи, ние идеме таму, има ние фонд за иновации и вакво страната не им работи.
И некој ги кажа, слушај бе, фондот за иновации е добар. Одличен е фондот за иновации кои ти дадат пари, ама кои ги дисконтролираат, после ќе кажеш дека не кеш. Ама тешко понатаму. Ова исто стопанска комора. Тука што им барав само да видам, само да отворам. Одлично, вика. Национална конференција за одржливи енергиски вештини во градишништво во рамки на проектот одржливи енергиски вештини во градишништво видливи, валидирани, вредни. See the skills. Значи, тоа е, они се воведуваат, па. Како они да стимулираат одржливи енергетски вештини во градежниот сектор, па. Знаете, да се штеди, па CO2 да не се загадува. CO2 не се загадува. Па тие имаат ли... Значи, само овој треба да им се пушти, како им се викаше, Дом Пења, да им каже, па банките, вика, ако толку не знаат, дека има озонска дупка и овој, не би продавале, вика, станови во Северна Европа, затоа што ќе поклопи вода, затоа што нели глечерите се ваква, ака што се топи. И гледате, они одржуваат состаноци луѓето. Паметна работа. Од 2023, ама имаат и понови состаноци, ја ова сега што извадив. Циркуларна економија, модел за минимизирање на отпадот и искористување на ресурсите за одржлив раст на економијата. Па ако толку сакате да ги искористите ресурсите, земете да ги рециклирате. Зашто уште нема рециклирање? Немам Норвешка или Шведска, која држава беше, имаше за рециклирање. И тоа барале ѓубре да увезат уште. А ние од Европа го земеме ѓубрето и го палиме овдека. И еве сега гледам исто денеска пак запалени депониите во Скопје. Браво. Значи браво. И народот спие. Народот кафе, шемичка, нема гајле братче, нека гони тука. Можеме ние да дишиме. Ужаси ги не биде. Ужаси. Кај беше само тоа, најдам. Добро, тука најдов законот на ова enr.gov.mk, фала Богу една страна работи за закони не можеш да најдеш на интернет. Треба малце се помачиш. Да ова Енер, само да најдам да ова е законот за климатска акција. Тоа мислам дека го гледавме. Само да искролам нагоре. Ево, механизам за мониторинг и известување на национални стакленички гасови и други информации релевантни за климатски промени. Неам зборови, значи, тука е... Само да видам, ова го видевме водичот, електронскиот регистар, каде беше само... Ова платформата за интероперабилност. Значи, сите ќе соработуваат, министерства, оно и све ќе се знае кај се движи, здравство, све. Значи, ако украдат податоци, ама све да имаат за вас. Одлично. И тоа најако, што ми кажува дека системот за интероперабилност бил партал. Значи, незаштитен скроз. Ги хакирале преку тој систем. Одлично. 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 Не знам што да кажам, значи, тоа е катастрофа. Знам дека не можев само да најдам каде беше за стопанска комора, знам дека ги барав некои работи за овие со одржливи вештини, да не знам што таму. Знам дека они сакаат да воведат таму јаглероден данок. Значи, ќе се плаќа за ваздух. И вакво кој ќе имате фирма, например, затоа што нема може да плаќа нели карбон кредити, јаглероден данок и на крај ќе се затвори фирмата и само огромни корпорации ќе се преживеат, затоа што BlackRock ќе каже некоја огромна корпорација, ама овие се вика топ, значи тие произведуваат од обновливи извори. И вие како мала компанија ќе пропаднете и тоа е тоа. А нели се гледа се затворат сите мали компании да работат само огромни корпорации.
што да кажам. Али битно, значи, да видите дека Македонија е спремна до максимум за контрола. И сите тие што се радувате за камерите дека ќе следате и слушај, ќе биде вакво, нема се вози брзо, само изгледајте го видеото и ќе видите што ги се дешава. А може да ви кажам дека и со камерите понатака и со социјалните кредити ќе ви ги врзат. Ама вика, кажи го, си плукнал, вакво си имал, како се вика, балгами у тебе, си го плукнал, затоа што, нели, треба го исфрлиш од тебе, ама социјален кредит, вика, помалку сега, не може да шеташ сега ти како, од дома ќе ти забранат да излегуваш. Ти воведат дигитални брави, од дома нема можеш да излезеш. Затоа што си бил непослушен, сега 10 дена дома ќе седиш. И тоа ќе се дешава. И со камери потоа, нели, ќе има на лице, ти си поминал на улицата, си поминал, немало пешачки, а казна одма, бам, бам, real time, на дигитален волет, казна и тоа не да платиш, што ќе ги одземат парите, брам, одма, нема што ти да се замараш, значи све дигитализирано. Тоа ќе се дешава. И само да видите дека некој ќе каже, бе, тоа вика далеко од Македонија, тоа дура дојде 2070 година. Видете ги што ве ведуваат, значи 2026 година и 2025 година имаат најголеми промени во законите. Само видете ги. Ви покажав кај може да ги видите, може да си ги најдете, прочитајте ги и ќе видите што ви зборам. Катастрофа невидена. Ама тоа е народот спие, нека си спие и тоа е тоа. Плюс, некој ќе каже, слушај пе, си, знаеш, ке може барам да возиме коли, мотори, и тоа нема да може. И тоа, новите коли, дури да се на гориво, значи на бензин, на нафта, се спајаат преку интернет со апликација. Значи, ако јас сум државата, може да кажам дека денеска нема ви се запали колата и нема да патувате со кола. Ке си пиштиш пешки. И тоа е тоа. Некем да забегувам понатаму со теории на заговор, ама што се дешава во Македонија, да си знаете и да си бидете спремни. Или ако не сте спремни, кога еднаш ќе го гледате видеото која јас сум зборал во 2026 и во 2025 година за ова, ја го знам ова од пред 6-7 години дека ќе се дешава, кога сум зборал јас, да видите, овој бил управо, ама ние сме спиеле. Ако, нека спие народот, а јас имам план, значи како ќе се спасам од сево ова, сигурно нема да имам ја милион работи, социјални кредити, не знам што. Значи, ќе се селам на место каде што овие работи ќе ги нема. А сите тие што ги видат по градовите, дека нели Скопје сега е safe city, све за се се камерите, освен за сейф, ама тоа е тоа. Така да, дечки, тоа е тоа од мене. Следното видео, вајде ќе оправам со камера. Ова видео не можам баш да го правам со камера, затоа што не сум баш во состојба. Ама, како и да е. Баш пишете у коментари што мислите за оваа работа или дали ја тропам глупости или стварно вака ќе биде. Поздрав и се слушаме во наредна прилика.